Висок крвен притисок, живото загрозувачка состојба или секојдневен здравствен проблем. Ако постои еден сериозен здравствен проблем, кој што не се свеќа доволно сериозно, тогаш секако тоа е високиот крвен притисок. Дали заради фактот што едноставно премногу луѓе го имаат, па некако стана вообичаен, или можеби заради фактот што високиот притисок не дава симптоми, од која и да е причина, високиот притисок се чини дека се прифаќа како секојдневен проблем, како дел од нормалниот процес на старење. Но тоа не е така. Тој е водечка причина за смрт во светот. Од пред некој ден, Американскиот колеж за кардиологија постави нова, пониска горна граница за високиот притисок. 130 со 80 наместо досегашните 140 со 90. Велат претходните препораки не биле доволно строги. Велат дека едноставно не може да се прифати ризикот голем дел од населението да живее со така покачен притисок. Дека последиците, изразени во срцеви болести и смртност, едноставно се превисоки. Новите препораки на Американскиот колеж за кардиологија имаат уште една новост. Промените во животниот стил се првата линија на терапија при покачен притисок. Не веднаш лековите, туку подобрата исхрана, намалената телесна тежина, вежбањето, да не се пуши, помалку сол и помалку стрес. Се првите работи кои човек треба да ги направи ако се соочува со хипертензија. Впрочем, нема да помине долго време, кога на рецептите ќе пишува кратко и јасно: јади поздраво и вежбај. Секако, за вашите конкретни здравствени состојби, секогаш разговарајте со својот матичен лекар.